како прво, очекувам наредните 7 дена струмичени и сите гости присутни да има добра забава, пријатно и добра расположение, да уживаат во програмата. Ова програма ова година има разновидна програма. Се надам дека сите присутни ќе го препознат тоа. Има пријавено околу 1000 учесници. Ова е интернационален карнавал. И струмичната поворка, после избирањето на принц и принцеза, после струмичниот маскенбал, ќе има главната вечер во сабота традиционално, каде што од булеварот Масо Тито до площадот Гоца Делчев ќе продефилира карнавалска поворка. Наредните денови во недела имаме традиционален детски карнавал на Прочка. Нормално во понеделник Косен крав традиционално се готви. Во вторник е резервиран ден за карнавалско корзо, каде што карнавалџиите ќе прочетаат на струмичните улици, па се до старата струмичка чаршија. И последниот ден во среда завршуваме со тримери, каде што ќе биде прикажена нашата поста трпеза во Антон Панов, во културното дома Антон Панов, каде што ќе бидат презентирана нашата богата кулинарска постна трпеза и со тоа завршуваме со предавањето на клучот на градот од карнавалистите на локалната власт. Градоначалниче, овие денови Струмица ќе биде центарот на вниманието. Дали ова манифестација ќе го поттикне локалниот економски развој? Да, се потразбира. Овие денови нашите туристички устителски капацитети се преполни, што е добро и за локалната економија, но и добро за афирмација на Струмица и пошироко. Тоа е карнавалот е наш познат белег и е бренд, наш струмички бренд. И се надевам од година на година за поголема афирмација на истиот и да биде повеќе препознатлив и повидлив не само во земјата, туку и пошироко. Која е она порака што ќе упати градоначалникот токму овде за да бидат овде во Струмица? Дојдете на нашиот карнавал, поминете увез забава, веселете се. Има многу интереси содржани и да остане во многу долго вашето сеќавање.